Тоталниот хаос во трговијата со хемиски препарати кои се користат за заштита од плевели во оризопроизводството се заканува да ги затвори земјоделските аптеки во регионот и пошироко. Пестициди против просок, ндра и други плевели увезува и продава кој ќе стигне во државата, а засегнатите се немокни да се изборат за средување на состојбите. Во таква ситуација профитираат разноразни нелегални увозници, прекупци и препродавачи, кои имаат разработено мрежа и вешто ги избегнуваат инспекциите и давачките. Какви димензии има за земено прометот на црно со пестициди, зборуваат проценките на земјоделските стручњаци, дека дури 50% од тоа што ќе се употреби во оризовите полиња во државата е безрегулирано потекло. За разлика од минатите години, цените на хербицидите кои што се користат за сузбивање на плевелите се многу поевтини, така да производителите ќе имат можност да земат поевтини хербициди. Тоа се должи на тоа што имаме преголем увоз на црно од Турција, значи хербициди кои што коштаат поевтино, за резултатите сигурно дека се послаби во однос на оние легалните кои што се во продажба, меѓутоа цената беше главниот фактор кој што одредуваше да производителите се одлучат на тие хербициди. Со години наназад, едно десетина години можеби, се истите хербициди. Тоа се за теснолисните хербицидот клинчар, понатаму за широколисни плевели, кандри и црни трави го употребуваат препаратите бентазон, бента, ги има под повеќе трговски имиња, меѓутоа со иста активна материја. И с некои понови хербициди како што е аурата, која што е понова, меѓутоа е малку по-проблематична за употреба, затоа производителите треба да се дисциплинирани во примената и да се придржуваат на упатствата од стручните лица или од аптекарите кои што ќе им ги дадат. Значи тоа е со години наназад. Јас еден податок кој што и на вашата телевизија одеше, значи хербициди на црно во оризот во минатата година 50 до 60% од површините беше покриен од увоз на црно. Нелегален увоз, значи од црниот пазар. Годинава тој процент ќе биде многу поголем. При тоа никој не води сметка колкови количини се увезуваат, какви препарати, дали се оригинални или се прават разни комбинации, се со цел да се заработи на брзина и многу. Тоа што се употребува во оризиштата во Кочанската котлина главно доаѓа од Турција, Грција и Италија, а нелегалниот бизнис со опасните хемикалии се шири и кон Албанија и Бугарија. Земјоделците во изминатите години на своја кожа почувствуваат што значи да се применуваат непроверени хемикалии кои не се ефикасни. Обидите минатата година да и се застане на пат на оваа појава не дадоа резултат, бидејќи беа откриени само 15 на шишиња со нелегални препарати, наспроти тони кои влегуваат во државата. Оваа година состојбата е уште похаотична. Како последица на тоа, легалните увозници, земјоделските аптеки пролетва драстично ги намалија цените, само колку да се ослободат од залихите, со најава дека повеќе нема да увезуваат и продаваат препарати за оризопроизводството.